Добро вечер. Четврток 22 часот. Време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Вечерва мешавање на анализа и на гости. 3 теми. Бугарското прашање, вакцините и клучното прашање, тоа што вчера се случи, гласањето за доверба, односно недоверба на владата на Зоран Заев. Малку сум со фатено грло, но тоа не е оправдување, да не е одлична емисија. Останете со нас 50 минути, сигурно нема да зажалите. Ово беа 10-15 турбулентни денови за владата на Зоран Заев. На крајот може да се каже дека владата на Заев се спаси или дека привремено се спаси. Двете клучни работи или двете клучни точки на кои поентираше владата на Зоран Заев беше фаќањето или враќањето на Сашо Мјалков и беше гласањето за доверба. Вчера владата беше изгласана доверба, но со 62 гласа беа дадени за владата да продолжи да функционира. Зоран Заев на тој начин доби 7 политички живот. Знаете, ако мачките има 7 политички животи, Зоран Заев го добива 7 политички живот. И веројатно сега е овој последен политички живот кој му е даден на Зоран Заев и дека после ова све што ќе прави ќе оди на негово негативно конто. Клучно е Зоран Заев ова шанса сега да искористи. Ако не ја искористи, ќе заврши во политичка пензија. Во политиката, како и во животот е клучно, почитувани гледачи, дека вие за една кременадла не треба да убиете еден вол, или не смеете, или не требате, или не мора да убиете цел еден вол, за да може да изеете една кременадла. Тоа се случува со ВМРО-ДПМН. Вол во една преносна, фигуративна смисла на зборот. И Ацо Николовски, односно Александар Николовски, Христијан Мицковски, еве веќе 2 или 3 години, за една кременадла убиваат цел вол. И секоја лага која кажат, или секој неисполното ветување, те го заменат со уште поголема лага, со уште поголемо ветување. За на крајот, кога ќе удрат црта по тоа што го ветуват, тоа што не го исполнили, тоа што планира да го изложат, се доаѓа до онаа констатација дека тие за една кременадла во континуитет изминатите 2 или 3 години постојано убиваат по еден вол. И гледате како е тој синџир на дадени ветување, па неисполните ветувања, па дадени нови ветувања за да ги покриете неисполните ветувања, еден непрегледан синџир. 2019 година беа претседателските избори, па дојдоа парламентарните избори, па дојде ветувањето дека иако ги изгуби парламентарните избори, всушност не ги има изгубено, туку без гласовите на БЕСА, ВМРО-ДПМН го има победено СДСМ, па ќе прави влада, па добива доверба на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН и добива мандат да ја формира таа влада, па не ја формира таа влада, па ќе ја брани Македонија во Штип, тоа каже на 23 октомври. Па не се појава на изборите во Штип. Па 2 месеци ќе прави влада и на крај се гледа во парламентот и во собранието дека нема мнозинство за да може тој да ја направи влада. И сега ќе дојде повторно ново ветување. А ветувањето е следно: кога ќе оздрави од корона, тој ќе биде новиот премиер. За да може да ја реализира таа политика на купи ден продај, тој мора да дава постојано нови ветувања. Говорам за Христијан Мицковски. И секое наредно ветување треба да биде посилно, во наводници поверодостојно од претходното ветување кој не е исполнето, бидејќи вие со новото ветување треба всушност да му замените во свеста на тој што сте го лажеле, да заборави на претходното ветување. Тоа е суштината на таа купи ден продај стратегија, односно за една кременадла постојано се убива по еден вол. И се доека такви волови се праќаат од Унгарија, од Будимпешта, односно од Маđарска, тој ќе може тоа да го прави. Се доека има пари на располагање, 2 милиони евра што се дадени од буџетот на Република Македонија, тој ќе може тоа да го прави. Се доека ги има овие медоми со унгарски пари под контрола, тој ќе може тоа да го прави. Те нема да создават нова супстанца. Тие нема да му носат нови неопределени гласачи или гледачи, туку тие само ќе му служат за замајување или за перманентно држање под една кондиција дека само што не дошол на власт. Всушност, тие медиуми треба да му ги бетонират тие гласачи кои му се лојални, тоа се 150 од 200 000 гласачи. Ништо повеќе и ништо помалку. И тоа е таа стратегија и на Александар Николовски и на Христијан Мицковски. Ајде да ги анализираме двата проблеми или двата клучни проблеми на Зоран Заев, тој бегството на Сашо Мјалков и дали имаше мнозинство, односно дали владата и уживаше довербата на мнозинството во македонскиот парламент. Има мноштво на други проблеми. Бугарија, прашањето на идентитетот, на јазикот, прашањето со вакцините, нефункционалноста на владата. Гледате, 6 или 7 месеци ова влада има проблем како да функционира. Има проблем како да функционира во парламентот, има проблем како да функционира во државата, во Република Македонија. Се покажува некапацитет на ова влада. Има право опозицијата да бара, сменување, паѓање на ова власт, меѓутоа тоа се прави на избори. Опозицијата наместо на избори, наместо во Штип да ја порази владата, избега од тие избори. Меѓутоа двата клучни проблеми кои остануваат за Зоран Заев беше дали има мнозинство во парламентот и бегството на Сашо Мјалков. Ајде да ги анализираме тие два клучни проблеми на Зоран Заев. Сашо Мјалков
го немаше 48 часа. Никој не знае каде бил Сашо Мелков 48 часа. Тој каже дека бил болен, дека имал температура 40 степени. Не кажа какви антибиотици пиел, од каде ги има набавено антибиотиците, кој му ги има донесено тие антибиотици, дали со рецепта ги има земено или ги нема земено. Веќе знаете, кога сте вие болен и си заминувате дома, сигурно не си заминувате со една полна торба на антибиотици, и ако така лесно му поминала температурата нели од 40 степени, тогаш е прашањето со што се лечел и кој го има лечено, со кој бил тие 48 часа Сашо Мјалков. Знаете, кога сте вие болен, имате 40 степени, пиете антибиотици. Од кај ги имате земено тие антибиотици? Од дома, од аптека, некој ви ги донел, бил во комуникација со вас. Истрагата, македонската влада нас не должат одговор. Каде бил тие 48 часа Сашо Мјалков? Ако не се даде одговор, ако не се даде логичен одговор, тогаш улицата, тогаш чаршијата ќе го даде тој логичен одговор. Тој логичен одговор не мора да биде вистинит, и то во услови кога власта и институцијата на државата не ви дават логичен одговор кој вас ќе ве задоволи, ќе ви ја задоволи радозналоста, ќе ви даде логика да се објасните што се случи во тие 48 сати, тогаш тоа ќе го направи улицата. Кога улицата ќе ви ја даде логиката, тогаш таа логика може да биде компромитирана, може да биде наметната, може да биде стимулирана, може да биде стимулирана дома, може да биде стимулирана надвор. Затоа, за да не се случи одредени странски служби, домашни играчи да ви дават одредена компромитирана логика, власта е должна, Сашо Мјалков е должен да ни објаснат каде е бил 48 часа кога правдата не можела да го стигне. И гледате како ве прават малумни, почитувани гледачи. Сашо Мјалков од тие 48 часа избегал во Белград, избегал во Србија и подоцна го вратили од Белград и го вратили од Србија. А зошто да бега во Белград? Зошто да бега во Србија? Кој од неговите клучни играчи има избегано во Белград или во Србија? И Горан Груевски и Никола Бошковски имат избегано во Грција, имат избегано во Солун, кај што се фатени на аеродромот и подосна се во притвор, односно имат избегано во Грција. И денес се во Грција. И таму вела дека овие пресуди во трајање од 15 години кои поединечно ги има добиено и Никола Бошковски и Горан Груевски, дека ќе ги обжалат на судот во Страсбург. Затоа, знаете, се поставува логичното прашање. Ако целата екипа на Сашо Мјалков има избегано во Грција, значи дека те имаат канал кој има возможност да избегаат во Грција, тога зошто Сашо Мјалков би избегал во Белград или би избегал во Србија? Зарем мислите дека Александар Вучич е толку глуп и во сегашна ситуација да биде обвинет дека е руши владата на Зоран Заев? Бегството на Сашо Мјалков значи рушење на владата на Зоран Заев. Зарем Александар Вучич, кој сам се бори да не биде срушена неговата влада, кога неговите медиуми или медиумите под негова контрола обвинуваат странци дека му прават државен удар, му прават пуч на Вучич во соседна Србија, дека ќе влези во филмот да ја руши владата на Зоран Заев, прозападната и проамериканската влада на Зоран Заев ќе биде рушена од антизападниот и антиамериканското Александар Вучич, па треба да биде глуп Александар Вучич за влезе во тој филм. Каде е господинот Стоилковиќ? Го нема Стоилковиќ. Не си има појавено. Имал некоја интервенција вела здравствена, меѓутоа не е појавен Стоилковиќ. Требаше да снима интервју некаде пред месец и пол дена, рече дека е рано. Зошто би било рано за интервју со господинот Стоилковиќ, со господинот Иван Стоилковиќ? Бидејќи нема добиено сигнал од Белград каков став да има, за која владина коалиција да гласа, на која страна да се пикнуни. Гледате дека глуми неутрален како во дупка пикнат. Зошто? Бидејќи Белград калкулира во моментот што треба да прави. Во Белград се случува еден процес на транзиција од поддршка на ВМРО ДПМН, поддршка на Христијан Мицковски до поддршка на СДСМ, односно поддршка на Зоран Заев. И кога Белград е во една таква фаза, кога сака да ги подобри односите со Зоран Заев, кога прави тој пријателски гест и му дава овие вакцини на Pfizer на Зоран Заев, сега треба да го прими Сашо Мјалков на своја територија и да ја сруши владата на Зоран Заев. Има логика? Па не, нема логика. Ма затоа велам, вие подценувате интелигенцијата и затоа е неопходно да се даде логичен одговор каде бил 48 часа Сашо Мјалков, бидејќи ако нема логичен одговор, глупаците ќе ви наметнат логичен одговор и вие ќе почнете да верувате во такви глупи одговори. Верувајќи во глупи одговори, ќе носите погрешни или глупи заклучоци. Но секи погрешни или глупи заклучоци нема да бидете блиску до вистината, односно секогаш ќе промашувате вистината. Кој сака да ја сруши оваа влада? Америка? Германија? Или Кина и Русија? Ако тоа сака да го направат Кина и Русија, преку кога ќе го направат? Ќе го направат преку Александар Вучич, па тоа е видливо. Па тоа секој будала го гледа. То секој будала го очекува, знаете, тоа да знаете како дрибла Роналдо, и вие така ќе ја поставите одбраната, бидејќи е предвидливо каде дрибла. И за тоа да не се случи, Роналдо ќе мора да го смени дриблингот, да ја смени тактиката, да ги смени тие воспоставени шеми на движење,
покрити и така натаму и така натаму. Затоа велам, ако треба да биде рушена владата на Зоран Заев, то може да се случи или преку Атина, или што е многу поверојатно од Софија. И ако треба да биде рушена владата на Зоран Заев, ако тоа биде правено преку тие проруски и прокинески структури во Република Македонија, од каде доаѓаат во најголем дел дипломатите во кинеската амбасада, нормално од соседна Софија. Слични се езиците, кога ќе научат бугарски јазик, тогаш научат и македонски јазик. Значи преку Софија веројатно може да биде многу повеќе рушена владата на Зоран Заев во споредба со Тина или во споредба со Белград. Тогаш каде ќе бега Сашо Мјалков? Нормално во Софија. Неколку години Сашо Мјалков сака да воспостави линија со Красимир Каракачанов. На крајот на криштата, неговиот кум Јордан Орце Камчев, зар вие верувате дека Сашо Мјалков и Јордан Орце Камчев се скарани? Па се уште им се заеднички бизнисите. Пола ги поделија, меѓутоа пола има станат заеднички бизнисите. Те се уште функционират. Да, скарани се, такви се моабетите кои се шират низ Скопје, меѓутоа исто такви моабети се шират дека се скарани Никола Груевски и Сашо Мјалков. И вие верувате дека Сашо Мјалков и Никола Груевски се скарани, исто како што се скарани Сашо Мјалков и Јордан Орце Камчев. Значи, неколку години Сашо Мјалков сака да воспостави линија со Красимир Каракачанов, да има прибежиште во Софија, да добие бугарски пашо, за да може да не биде екстрадиран назад во Република Македонија, бидејќи овој Тигор учествува во убиството на Мартин Нешковски, е избеган исто во Бугарија и во Софија и не е екстрадиран назад во Република Македонија. Затоа ако Сашо Мјалков решил да бега, ќе бега или во Грција, кај што имат избегано сите негови клучни играчи, или ќе бега во Софија. На крајот на краиштата, тој има роднини во Берово, кои се во полициска станица во Берово, кои работат во полиција во Берово. Се шпекулира, не велам дека е тоа точно, се шпекулира дека имат многу информации и многу сознања како се шверцуваат мигранти на таа граница помеѓу Бугарија и Македонија. И ако има роднини кои се на високи позиции во полицијата во Берово, а тоа е границата помеѓу Македонија и Бугарија, тогаш лесно може да го префалат ако сака од таа страна на границата, односно во соседна Бугарија. Велам, најглупата логика е дека избегал во Белград и во Србија. Многу поверојатно, ако решил да бега, мислам дека не бега, дека бил тука цело време во Република Македонија, дека тоа требал да го направи или во Бугарија и Софија, да биде срушена владата на Зоран Заев, бидејќи најголем интерес за рушење на владата на Зоран Заев има соседна Бугарија. Можете да претпоставите каков капитал ќе има таа бугарска номенклатура ако на еден месец пред изборите ја сруши владата на Зоран Заев. Која е тоа голема, грандиозна бугарска победа ќе има. Дека бугарите можат да ја срушат една македонска влада секогаш кога ќе посакат. На крајот на криштата бугарите се инкорпорирани до гуша и во аферата со Рекет. Ако се инкорпорирани до гуша во аферата со Рекет, а со аферата Рекет треба да биде адаптиран случајот Империја, кој е клучен случај и за Сашо Мјалков, тога зошто да не му помогнат да избега Сашо Мјалков од Република Македонија? Ја слушате на несреќа Павле Трајанов, тој е дел на владената коалиција. Тој е пратеник во Македонското собрание. За него се шпекулираше дека размислува да ја смени страната, пак да се врати ке ВМРО ДПМН. И тој на пресконференција вели дека ако тој бил министер за внатрешни работи, него немало да му избега Сашо Мјалков. Па тој беше министер за внатрешни работи 98-99 година во владата на Љупчо Георгиевски. Но не му избега Сашо Мјалков, му ја запали американската амбасада. Кога тој е министер за внатрешни работи во сред Скопје, во центарот на Скопје, му ја запали американската амбасада. Е него кој му ја запали американската амбасада, ама ако бил министер нема да му избега Сашо Мјалков. Или овој што од неговата партија Зоран Димитровски Жоро, кој сега е заменик министер за локална самоуправа, него го прашува дали во времето на Никола Груевски бил медиумски мрак. И тој вели не. Сега е медиумски мрак. Во времето на Никола Груевски не беше медиумски мрак. Знаете ли зашто не беше медиумски мрак во времето на Никола Груевски? Бидејќи Зоран Димитровски беше дел на МПМ групацијата на Срđan Керим, а подоцна како дел на таа МПМ групација на Срđan Керим стана главен уредник на Дневник. Затоа немало медиумски мрак во времето на Никола Груевски, бидејќи главен уредник беше Зоран Димитровски. Вакви структури, знаете, кои секогаш се колебаат, да не речам се курваат, помеѓу едната и помеѓу другата страна, помеѓу ВМРО ДПМН и помеѓу СДСМ, не ви треба во ниедна коалиција. Тие треба да ги пуштите да си одат. Да сум јас Зоран Заев, па ќе го пуштам Павле Трајанов да си оди. Бидејќи Павле Трајанов вас ви е корисен кога се менува името или кога се водат преговори со Грција. Бидејќи Павле Трајанов секогаш работи, има блиски релации со соседна Грција. Меѓутоа Павле Трајанов ви е некорисен, дури ви е штетен кога вие водите преговори со Бугарија, бидејќи Павле Трајанов е дел на таа олигархиска структура која никогаш нема да дозволи промена или која нема да дозволи договор помеѓу Република Македонија и помеѓу Република Бугарија или тоа што бугарите го нарекуваат длабоката држава во Република Македонија. Павле Трајанов, а не јас, дава зелено светло на овој
кој гол ко Прометеј, вика Лјупчо Георгиевски, ги блокира границите 91 година со Грција. Па подоцна го дава предлогот за грб на Република Македонија, знаме на Република Македонија да биде вргината од Кутлиш. Не го правам јас, не го прави баба ми, тоа го прави Павле Транов, целата таа групација во полицијата и во македонската полиција, која е олигархиска структура и која прави све да дојде договор помеѓу Република Македонија и Република Грција. Кога завршува договарањето со Република Грција, Павле Транов вас не ви користи, Павле Транов ви е штетен, вие треба да го набркате Павле Транов, бидејќи никогаш на Павле Транов вие не можете да се потприте. Секогаш во клучен момент Павле Транов ќе смени страната. Тоа е неговата мантра, знаете. Тоа е мантрата на таа олигархиска структура. Ако вие зависите од таа олигархиска полициска структура, та секогаш ќе ја смени страната и секогаш ќе проба да ви уценува. Затоа мислам дека не Беса, туку Павле Транов беше клучната причина за која Зоран Заев побара да се гласа за доверба на неговата влада, за да може да ги спречи сите тие приказни дека нема доверба во парламентот, дека ВМРО-ДПМН има под контрола 62-65 пратеника, и тоа е де факто суштината зашто беше барано гласање за доверба на владата во македонскиот парламент. Затоа беше таква една разочараност и ке Христијан Мицкоски и ке ВМРО-ДПМН, бидејќи тие очекува дека овие прелетачи како Павле Транов навистина ќе смена страната, а човекот само сакал да ја зголеми својата политичка цена, односно цената која треба да му биде платена. Да се вратиме на случајот за бегството на Сашо Мјалков. Причината за бегството на Сашо Мјалков е случајот Таргет Тврдина. Тој е клучниот случај на специјалното јавно обвинителство и не само што е клучен случај на специјалното јавно обвинителство, туку тој случај го води Ленче Ристовска, една од трите граци на специјалното јавно обвинителство. Значи, внимавајте, случајот Таргет Тврдина е причината за бегство на Сашо Мјалков. Специјалното јавно обвинителство го дефинира тој случај како еден од трите клучни случаи за да докаже дека има прислушкување во Република Македонија, и тој случај го води Ленче Ристовска. Тоа се трите клучни факти кои се клучни за нашата анализа која сега ќе ја правиме. Ево многу битна фотографија, почитувани гледачи. На фотографијата е Ленче Ристовска. Сега, ова е господинот Панче Тошковски. Панче Тошковски е председател на статутарната комисија во ВМРО-ДПМН. Го прави новиот статут. Врз база на тој нов статут нели е направен Патриотскиот институт, тоа што го дебатиравме со Александар Пандов, и врз база на тој статут, значи е формиран тој Патриотски институт и председател на Патриотскиот институт и господинот Александар Пандов. Значи Панче Тошковски е адвокатот кој се спомна во врска со оние адвокатски услуги, адвокатски договори кои ги прави Христијан Мицкоски како прв човек на Елем со Панче Тошковски. Значи Панче Тошковски е човек од најголема доверба на Христијан Мицкоски, и нова фотографија Панче Тошковски и Ленче Ристовска. Тие се многу блиски пријатели. Говорам за Панче Тошковски и Ленче Ристовска. Сега се говори дека Ленче Ристовска е во многу големо пријателство со господин Христијан Мицкоски. Значи господјата Ленче Ристовска, која е една од трите граци на специјалното јавно обвинителство, а јас во континуитет ви велам дека специјалното јавно обвинителство им се свети на Зоран Заев и на СДСМ, зошто? Бидејќи ги пуштаат низ вода со господјата главна обвинителка Катица Јанева, значи заедно со Катица Јанева, заедно со прљавштината со Катица Јанева. Знаете, кога имате во некој леген прљава вода, па вие заедно со валканата или со прљавата вода и бебето го фрлате, така овие граци на специјалното јавно обвинителство сметаат дека требало со прљавата вода да биде фрлена само Катица Јанева, дека те требало и понатаму да останат звезди. Не остануваат звезди господјата Ленче Ристовска, не остануваат звезди господјата Фатиме Фетај, и тие се сега кивни на СДСМ и на Зоран Заев. Не само што се кивни, туку се обидуваат на секаков можен начин да се реваншират. Ленче Ристовска бара максимална казна во трајање од 13 години за Сашо Мјалков. Тоа е петокот. Петокот се завршните зборови. И всушност тука доаѓа до расплет на целата ова работа. Ленче Ристовска, кој е клучен играч, кој е во исклучително блиска релација со господинот Панче Тошковски, а се говори со Христијан Мицкоски, петокот кога се завршните зборови пред изрекувањето на пресудата за Таргет Тврдина, бара максимална казна во трајање од 13 години за Сашо Мјалков. Оливер Спасовски на пресконференцијата после бегството на Сашо Мјалков вели дека Ленче Ристовска била спречена, колку е тоа точно, не знам, само цитирам што кажал Оливер Спасовски на пресконференцијата веднаш после бегството на Сашо Мјалков, дека Ленче Ристовска во петокот на завршните зборови, кога бара казна во трајање од 13 години, сака да побари домашен притвор за Сашо Мјалков, дека тоа не било дозволено од Вилма Русковска. Дали е тоа точно или не е точно, ние се обидуваме да направиме некој интервју со Вилма Русковска, прифати, подоцна одби интервју Вилма Русковска, се надам дека еден ќе прифати, ќе можеме да ги рачистиме сите тие работи, меѓутоа сега говориме само за фактите. А еден од тие факти е
пресконференцијата на Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, и на таа пресконференција тој вели дека според неговите сознанија Ленче Ристевска сака да побара домашен притвор за Сашо Мелков во моментот на завршните зборови на случајот Таргет Тврдина, но тоа не им го дозволува или не го дозволува Вилма Русковска. Значи Ленче Ристевска барала да има домашен притвор за Сашо Мелков. Тоа е клучно. Освен казна во трајање од 13 години, Ленче Ристевска во петокот, значи 2 дена пред бегството на Сашо Мелков, бара на Сашо Мелков да му биде обезбеден или да му биде одреден домашен притвор. Гледате, почитани гледачи, вас би се покриени двете обвинителки, и Вилма Русковска и Ленче Ристевска. Ленче Ристевска бара домашен притвор за Сашо Мелков врз база на своји политички проценки, врз база на договорени политички проценки, врз база на некој укажување, врз база на некој свој извор, не е битно, значи бара домашен притвор за Сашо Мелков. И Вилма Русковска алармира врз база, како што велат овие од завиша филм групацијата, најавување на нинџа, според моите анализи врз база на една странска мокна амбасада која се наоѓа на Водно, во непосредна близина на куќата на улица Салвадор Аленде, кај што живее Сашо Мелков, преку завиша филм групацијата стига одредена информација по разузнавачко ниво до Вилма Русовска, и Вилма Русовска алармира дека Сашо Мелков може да избега. Значи двете јавни обвинителки ви се вас покриени, и двете јавни обвинителки сакајки или не сакајки учествуваат, знаете, во оној процес. Во оној процес кој треба да се дигне галама, кој треба да се дигне бука, кога се ловат лисици, кога се ловат други диви животни, вие прво што правите, пуштате луѓе кои креваат бука, па ги пуштате кучињата кои треба да ги бркат тие диви животни, и кога тоа ќе се направи, тогаш ловџиите типот на Јосип Брз Тито треба само да испукат и да ги убијат тие диви животни, односно да падне владата на Зоран Заев. Значи треба да се крени бука, буката се крева или галамата, или хистеријата преку двете јавни обвинителки. Двете јавни обвинителки се покриени. Едната поради блиска комуникација со македонската опозиција, може би имала некој свој извор кој тој го има јавено, и како што вели министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски сакала да побара обезбедување на домашен притвор за Сашо Мелков, но тоа не го дозволила Вилма Русковска, и Вилма Русковска има информации дека Сашо Мелков сака да бега од Република Македонија. Таа информација според едната верзија и доаѓа од нинџа кој се наоѓа во затвор, според втората верзија по разузнавачки канали е дојдено од една мокна странска амбасада чија локација се наоѓа на Водно. И Сашо Мелков бега, односно станува во Република Македонија. Го нема. Знаете, кога сте вие 10 години директор на управата за безбедност и контрразузнавање или на државната безбедност во Република Македонија, вие точно знаете како функционира македонската полиција. Каде прво ќе ве бара македонската полиција? Што прво ќе прави македонската полиција? Гледате што прават овие криминалци, знаете. Луѓето кои бегат не се делат на криминалци и на некриминалци, луѓето кои бегат се делат на луѓе кои сакаат да избегат и луѓе кои успеваат или не успеваат да избегат. И тоа го прават во одредени штекови. Штекови се тајни станови или тајни локации. Вие секогаш треба да имате на располагање одредени тајни станови. Мојата логика и мојата филозофија, мојата анализа дека Сашо Мелков никош не сакал да избега. Сакал само да го снема, да помине бурата, па да види што треба да прави во Република Македонија. Дали подоцна ќе бега преку граница, ќе се предава, ќе се пазари или било што друго. Меѓутоа, мораше прво да се крени одредена голема галама. Галамата ја прават овие јавни обвинителски, го снимува Сашо Мјалков. Властите ни доложат одговор каде се наоѓа Сашо Мјалков, ни доложат одговор на енигмата за субјектот Панорамика, чив е тој субјект, како функционира, на кој начин функционира, каква е неговата улога во целата ова конструкција. Може би нема никаква улога, може чиста шпекулација, меѓутоа тоа се говори денес во Скопската чаршија, во скопските политички кулуари. Властите, обвинителството ни доложат одговор. Прво, како функционира објектот Панорамика, чија е собственоста врз тој објект, каква е улогата на Сашо Мјалков, бил ли тамо Сашо Мјалков, не бил ли тамо Сашо Мјалков, ја не велам ништо, само поставувам прашање. А некој треба да даде одговор на тие прашања. Што се случува во тие 48 часа? Човекот бега, владата е падната на улица, владата може да се тркала по улица, некој работи на паѓање на таа влада, многумина се, сакајки или не сакајки, вклучени во процесот на рушење на таа влада, и на крај таа влада, без разлика што доби добер во македонскиот парламент, и доложи одговор на македонската јавност. Што се случува во тие 48 часа? Во случајот Таргет Тврдина, Сашо Мјалков се товари за 3 дела. 3 случаи, има единствена затворска казна во трајање од 12 години. И нелеко тезата дека Сашо Мјалков и Зоран Заев биле договорени
за помала затворска казна, например затворска казна во траење од 5 или од 6 години, едниот од тие 3 случаи треба да застари, по автоматизам тогаш казната од 5 или 6 години се намалува на 3 или на 4 години, а тоа е казна која веројатно преку домашен притвор многу полесно ќе биде одржана, подоцна може да има судење или жалбена постапка на судот во Страсбург и така натаму и така натаму, значи тоа е еден сосема друг процес. Тоа нели се поставува логички прашањето. Ако постоел договор помеѓу Сашо Мјалков и Зоран Заев за многу помала казна во случајот Тарга Тврдина, тогаш кој го поништува или кој го руинира тој договор? Ленче Ристевска? Значи има договор, значи тоа е логиката. Не велам дека таа логика вистината, само јас ви ја демонтирам секоја логика која е пласирана во македонската јавност. Значи логиката или вистината е следна. Зоран Заев и Сашо Мјалков седнали и се договориле. Зоран Заев му рекол на Сашо Мјалков, ти ке напреш конгрес и ке го струшиш Христијан Мицкоски на 28 март, а јас за возврат ке ти дадам мала затворска казна. Таа затворска казна треба да биде во трајање некаде од 5 или 6 години, меѓутоа бидејќи еден од трите случаи ке застари, тогаш по автоматизам таа затворска казна ке се намали на 3 или на 4 години, подоцна ќе има жалбена постапка во Страсбург и Сашо Мјалков за 1 или за 2 години може да биде слободен човек во Република Македонија. Значи ако тоа е договорот помеѓу Зоран Заев и Сашо Мјалков, и ако тој договор нели беспрекорно функционира и Сашо Мјалков ќе осмени Христијан Мицкоски од лидерската позиција во МРДПМ на 28 март на тој така наречен вонреден конгрес кој има свикан иницијативниот одбор, тогаш која руши таа стратегија? Ленче Ристевска што барат 13 години затворска казна на Сашо Мјалков? Па со кого е поврзана Ленче Ристевска? Со кого пие кафење Ленче Ристевска? Со кого се гледа Ленче Ристевска? Оливер Спасовски еднаш кинеше одредени пријави, кинеше или бришеше одредени снимки за Ленче Ристевска. Повторно некој ќе брише одредени снимки за Ленче Ристевска? Ленче Ристевска каква е незината улога во овој случај? Да, јас сметам дека е добро ше со затворска казна од 12 години. И сметам дека македонското правосудство го положи тестот на времето и дека треба таква казна да биде и за Никола Груевски. Затоа го охрабрувам Христијан Мицкоски на тие средби, на тие чести средби кои ги има со Виктор Орбан, како голем борец за правда и демократија во Република Македонија, да го постави прашањето пред Виктор Орбан да го врати назад Никола Груевски во Република Македонија. Бидејќи ако сте борец за правда, тогаш вие не сте селективен борец за правда, за разлика од ова несреќа Зоран Заев, кој е криминоген тип, кој е мафијаш, како што пише Христијан Мицкоски, тогаш вие сте вистински борец. Ако сте вистински борец за правда, за правдина во Република Македонија, тогаш е неопходно на кафе и пиење со Виктор Орбан да го замолите да го испорача назад Никола Груевски во Република Македонија, да се одлежи затворската казна и да може да учествува на сите судски процеси кои против Никола Груевски се водат во Република Македонија. После бегството на Сашо Мјалков, првата изјава на Христијан Мицкоски, лидерот на македонската опозиција и лидерот на ВМРО ДПМН беше дека треба да падне владата на Република Македонија, дека треба да падне владата на Зоран Заев, бидејќи дозволиле да избега Сашо Мјалков. Се согласувам, за таква работа, за таква крупна работа навистина треба да падне влада во една држава која е членка на НАТО. И ако не се вратеше Сашо Мјалков или ако не беше патен Сашо Мјалков, навистина јас сметав дека треба да падне владата на Зоран Заев. Меѓутоа, по кој случај Сашо Мјалков е осуден на 12 годишна затворска казна? Поради кој случај Сашо Мјалков бега од Република Македонија или бега внатре во Република Македонија? Тој е случајот Тарге Тврдина. Тој случај Тарге Тврдина го води специјалното јавно обвинителство или го води основното јавно обвинителство? Тој е еден од клучните случаи на специјалното јавно обвинителство. Гледате, почитувани гледачи, со таа изјава дека Сашо Мјалков избегал и Зоран Заев треба да падне, Христијан Мицкоски де факто дава легитимитет на функционирањето и работењето на специјалното јавно обвинителство. И сега се постава прашањето: Илија Димовски, Антонио Милошевски, Димитар Димовски, тоа се све најблиски соработници на Христијан Мицкоски, се судени од легитимно или од нелегитимно специјално јавно обвинителство или остатоци на тоа специјално јавно обвинителство. Ако владата на Зоран Заев треба да падне поради бегството на Сашо Мјалков, тогаш вие давате легитимитет на активностите на специјалното јавно обвинителство или на обвинителките кои потекнуваат од специјалното обвинителство или на предметите кои потекнуваат од специјалното јавно обвинителство. И ако вие давате легитимитет на случајот Тарге Тврдина, тогаш случаите Илија Димовски, Антонио Милошевски, Димитар Димовски се легитимни или се нелегитимни? Тоа е таа стратегија која јас нарекувам кога вие за една кременадла убивате цел вол. Христијан Мицкоски, сметајќи дека треба да поентира
дека треба да падне влаата на Зоран Заев, дава легитимитет на специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа неговите најблиски соработници се по товарот на обвиненија, по товарот на случај кој ги води тоа специјално јавно обвинителство или остатоците на специјалното јавно обвинителство. Со давање на легитимитет на работењето на специјалното јавно обвинителство, Христијан Мицкоски ги пушта низ вода Антонио Милошевски, Димитар Димовски, Илија Димовски. Гледате, тоа е таа стратегија. За една криминална вие не треба да убиете цел бол. И Сашо Мјалков е осуден на 12 годишна затворска казна. И сега нема Вилмарусковска судство. Сега нема кацарска судство. Сега судството суди баш како што треба, според закон и според прописи во Република Македонија. И кога во случајот Талир ќе биде осуден Илија Димовски, пак ќе биде Вилмарусковска судство, пак ќе биде кацарска судство, или тоа ќе биде исто така независно судство. Вие не може да имате двојни стандарди. За тоа што ви одговара да биде кацарска судство, за тоа што ви одговара да биде Вилмарусковска судство, за тоа што не ви одговара да биде нормално судство или судство кое функционира добро во Република Македонија. Или обратно, не е битно почитувани гледачи. Тие двојни стандарди се толку карактеристични за Христијан Мицкоски, што веќе му стануваат начин на функционирање. Вие не можете да имате едно мислење кога ви одговара пресудата на некој од македонските судови, а да имате друго мислење кога не ви одговара пресудата на некој од македонските судови. За 2, за 3 месеци, во случајот Мокник или во случајот Талир, ќе бидат осудени или ќе бидат ослободени Антонио Милошевски или Димовски. Тие се сега преторијанска гарда на Христијан Мицкоски. Ако бидат осудени Антонио Милошевски Илија Димовски, тогаш ќе биде повторно кацарска судство, повторно ќе биде Вилмарусковско судство или Христијан Мицкоски ќе ги прими тие пресуди, бидејќи судот суди според закон и според прописи во Република Македонија. Знаете, вие можете да се радувате за Сашо Мјалков и можете да ја поздравите одлуката на судот за 12 годишна казна Сашо Мјалков, меѓутоа ако тоа сте го направиле, сте требале да помислите дека некој од вашето најблиско окружување утре може да биде осуден од истото тоа судство на одредена законска казна која нема да ви се добаѓа и тогаш вие ќе го смените наративот. Тогаш нема да биде независно судство во Република Македонија, туку повторно ќе биде кацарска и Вилмарусковска судство. И мислите дека Христијан Мицкоски вака размислува, дека прави вакви анализи? Не. Тој вели, Сашо Мјалков го нема. Ке нема вонреден конгрес. Тоа е спас за него. Сашо Мјалков му прави вонреден конгрес. Сашо Мјалков е договорен или со Зоран Заев. Тоа е наративот кој Христијан Мицкоски колку папагал го повторува тука во Република Македонија. Сите кои учествуваат на тој вонреден конгрес се издајци, кукавици, предавници, така натаму и така натаму. И сега нели го нема Сашо Мјалков и тоа е знак нееднаквост. Го нема Сашо Мјалков, нема вонреден конгрес. И сега ќе ја поздравиме одлуката на судот 12 годишна затворска казна за Сашо Мјалков. Зошто? Бидејќи се елиминира најголемата опасност за Христијан Мицкоски. Нема да има вонреден конгрес. Ако нема вонреден конгрес, ќе се остане во фотелјата. Ако остане во фотелјата, ќе може да руча во Оденица, ќе може да руча во Камник, ќе има тендери, ќе има дупови, мупови, ќе има општини каде што ќе може да се менуваат деталните урбанистички планови и така натаму, ќе може да се вртат многу пари, бидејќи СДСМ и ВМРО-ДПМН се две мокни акционерски друштва кои вртат големи пари, дали преку власта на извршно ниво, дали преку локалната самоуправа. На вистина ВМРО-ДПМН нема многу градоначалници кои се под контрола на партијата, меѓутоа и така малку градоначалници сепак му возможат на Христијан Мицкоски да прави одредени танге, франге, коалиции, одредени кохабитации, договарања, можеби при промена на различни детални урбанистички планови, газибаво или така натаму, значи ништо не прејудицирам, времето ќе покажи што се случувало и како се случувало. Значи Христијан Мицкоски вели, го нема Сашо Мјалков, има затворска казна 12 години, ќе ја отслужува во Шутка или во затворот Шутка или во притворското оделение во Шутка и нема да има вонреден конгрес. Тоа значи се спасува фотелјата. Така размислува. А тоа кацарска судство, таа Вилмарусковско судство кое го судува на 12 години, тоа веќе не важи, зошто би ќе ги има судено Сашо Мјалков, ако го утре ќе го суди Антонио Милошевски или Димовски, тоа повторно ќе биде кацарска судство и ќе биде Вилмарусковско судство. Јас кој би бил Христијан Мицкоски, би се појавил на тој вонреден конгрес. Па што може најлошо да се случи на тој вонреден конгрес? Па тие луѓе имате избрано. Па тие луѓе без Сашо Мјалков кој сега има затворска казна во трајање од 12 години, кој ќе може да ги обедини? Кој ќе може да им каже на тие луѓе што да прават? Па половина од нив ќе се разбегаат, половина ќе изгубат интерес да се појават на тој вонреден конгрес. Сега е моментот Христијан Мицкоски да се наметни како лидер во ВМРО-ДПМН, да се појави на конгрес, а не да бега од конгрес. Меѓутоа, знаете, можеби премногу очекуваме од тој човек. Тој е човек кој целата своја кариера професионална ја прави со помош на татко му. Завршува на факултет ке татко му.
магистрира на факултет ке татко му, докторира на факултет ке татко му, се вработува на факултет ке татко му и пишува научни трудови заедно со татко му. Начукал 40 кусур години и е зависен од татко му. Ако не е татко му, нема никаква научна кариера кај Христијан Мицкоски. Биејќи целата научна кариера на Христијан Мицкоски, што би рекол Стефан Влахов Вицов, е врзана за неговиот татко. Како станува лидер на ВМРО-ДПМН. Го зима со кран Сашо Мјалков и го инсталира на Конгресот во Валандо од декември 2017 година. Човек кој не е помачен да направи ништо сам во животот, сега јас очекувам да се појави и сам да одработи да остане лидер на ВМРО-ДПМН. Знаете, тоа е научна фантастика. Меѓутоа, кога јас би бил на негово место, ако сакам да ги прекинам сите муабети дека немам легитимитет, дека сега владеам со партијата на еден нелегитимен начин, дека немам довербата на членството, би се појавил на одреден конгрес, меѓутоа тоа Христијан Мицкоски никош нема да го направи. Секогаш, почитувани гледачи, кога правите одредена анализа, ќе треба да се обидете да влезете во главата на човекот за која правите таа анализа. Да влезете во неговата глава и да почнете да размислувате како него, за да може да сватите што де факто тој сака да каже. И ако Христијан Мицкоски вели, ако не беа гласовите на БЕСА, тога Зоран Заев и СДСМ изгубиле во однос на Христијан Мицкоски во ВМРО-ДПМН, тога значи се клучни гласовите на БЕСА, односно гласовите на Билал Касами. Навистина, тамо се многу повеќе пратеници отколку што се гласови, бидејќи Билал Касами и партијата БЕСА не му донесе толку гласови на Зоран Заев и на СДСМ колку што се планираше, меѓутоа сепак станува збор за 4 пратеника. Кога тие 4 пратеника би биле на контото на ВМРО-ДПМН, тога заедно со ДУИ, веројатно ВМРО-ДПМН ќе може да ја формира новата влада во Република Македонија. Меѓутоа, тоа би било промашување на анализата, бидејќи не се битни гласовите или пратениците на БЕСА на 15 јули, туку е битна партијата БЕСА многу претходно или многу порано. Партијата БЕСА прави коалиција со Зоран Заев некаде 8-9 месеци пред изборите или ја договара коалицијата. Меѓутоа вие се сеќавате на оние кафански снимки или оние снимки во одредени ресторани, каде што се Христијан Мицкоски, господин Јанушев, кој тогаш генерален секретар на партијата и раководството на партијата БЕСА. Тоа значи дека Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН преговарале со Билал Касами и со партијата БЕСА многу претходно пред Зоран Заев и СДСМ да направат коалицијата со БЕСА. И ова застава филм групација која се нарекувам, која има исклучително добри односи со Турција и која има комуникација со турските разузнавачки структури тука во Република Македонија, де факто им е сервирале партијата БЕСА на Христијан Мицкоски. Според некој мој сознание, имало одредени внатре партиски анализи во потесното раководство на ВМРО-ДПМН и некој вела дури и на седница на извршниот комитет, меѓутоа немам информација дали тоа било на седница на извршниот комитет. Значи во потесното раководство на ВМРО-ДПМН е анализирано дали треба или не треба да направат коалиција со партијата БЕСА и одлучено дека не треба да направат коалиција со партијата БЕСА. Дури потоа БЕСА ја прави коалицијата со СДСМ. Значи одредени првични контакти помеѓу ВМРО-ДПМН и партијата БЕСА се направени уште пред да биде направена коалицијата на Зоран Заев со Билал Касами. И тоа всушност сака да ви окаже Христијан Мицкоски другиот ден по изборите на 15 јули. На 16 јули Христијан Мицкоски сака да ви каже дека ако тој бил како Зоран Заев, или ако тој го направил тој потек што го направил Зоран Заев, со гласовите на БЕСА тој ќе победил на изборите на 15 јули. Тоа е некое каење, посвестум каење. И кога ќе влезете во главата на тие политичари кои ги анализирате Зоран Заев, Никола Груевски, Саша Мјалков, Христијан Мицкоски, вие мора да знаете на што тие точно мислат кога вие ќе им влезете во начинот на размислување, ќе им го расклопите начинот на размислување, тогаш лесно ќе дојдете до одредени заклучици и ќе направите одредена анализа. Кога Христијан Мицкоски вели Зоран Заев без гласовите на БЕСА немаше да победи на изборите, Христијан Мицкоски де факто жали дека гласовите на БЕСА не беа со ВМРО-ДПМН за да победи на изборите. Ова анализа или ова теза ќе ја подкрепам со интервјуто на Александар Николовски, значи тој е вториот човек во ВМРО-ДПМН, значи десна рака на Христијан Мицкоски. Неговото интервју за АЛСАТ телевизија или за емисијата 360 степени. Таму е категоричен Александар Николовски, како вели, прв пат е зрела работата дека преговарат со пратеници и тоа не се пратеници од ДУИ и од СДСМ. Значи разговарано со пратеници, тоа го потврди Александар Николовски, вели прв пат е зрела работа, тој пред 2 или 3 недели. Можете да го најдете интервјуто, можете на социјалните мрежи на YouTube да го најдете тој интервју, да го погледнете и да видите точната формулација која употребува Александар Николовски. Тој вели се преговара со пратеници, пуштени се луѓе значи да преговарат со тие пратеници, обезбедена е нивна согласност, тоа не се пратеници од ДУИ и од СДСМ. Од каде се тие пратеници? Павле Трајанов, партијата БЕСА, овие турски пратеници каде што им е пуштен застава филм,
кај што се преговара со нив, кај што се нудат барда и долини, тоа се пратениците кои треба да ги купи шефот на турската мафија во бегство Седат Пекер. Тоа што се говори во скопските кулуари, во скопските политички кулуари, дека Седат Пекер, бидејќи е протеран од Република Македонија во знак на одмазна и во знак на реванш, им ветува 3 до 5 пратеника за да ја сруши владата на Зоран Заев. Тоа се тие приказни, тоа се тие кулуари, тоа е тоа зрело ново парламентарно мнозинство. Затоа е таква огромна разочараноста ке Христијан Мицкоски, ке Александар Николовски после вчерашното изгласување на 62 пратеника за доверба на владата на Зоран Заев. Овие луѓе очигледно имале информации, некој нешто им ветувал, некој нешто им гарантирал, дали тоа е Застава, филм групацијата, дали е Седат Пекер, дали самите си правиле некоја весела математика, меѓутоа е евидентна таа огромна нивна разочараност зошто изгласа на доверба на владата на Зоран Заев. Гледате, почитувани гледачи, тоа се две филозофии, две политички филозофии. Ова политичка филозофија, како колумна, сум ја пишал на Бранко Црвенковски. Тоа е некаде 2011 година. И таа политичка филозофија се следува на следното. Вие можете да дадете 4 гола и сепак да го изгубите над преворот, бидејќи противникот би имал 5 гола. Меѓутоа, ако не примите гол, значи во најлош случај имате нерешено. Значи ако не примите гол, во најлош случај имате 0-0. Но ако случајно дадете некој гол, тоа ќе победите во надпреварот. Тоа е филозофијата на Христијан Мицкоски. Тоа е губитничка филозофија. Таа е филозофијата на Јувентус. Затоа Јувентус секогаш победува во Италија, 0-0 92 минута ќе дај гол, меѓутоа никогаш не може да го освои купот на европските шампиони, бидејќи таму се игра на еден гол повеќе, затоа победува Бајерн Мюнхен, затоа победуваат овие англиски екипи кои играат модерен, офанзивен фудбал. Затоа Христијан Мицкоски не може да победи, не дека Зоран Заев е Бајерн Мюнхен или Манчестер Сити, почитувани гледачи, далеко тоа, мислам, немате погрешно да ме разберете. Тој не е нити Верија од Струмица, меѓутоа Христијан Мицкоски ја промашува стратегијата бидејќи игра така зихарашки. Ако не прими гол, нема да го изгуби надпреварот. А каков е надпреварот за него? Да ја зачува фотелијата, затоа бега од се што може да ме загризе таа фотелија. Не се појавува на изборите во Штип, бидејќи се плаши дека ќе изгуби. Иако сите карти, сите дути се на негова страна. Ако се соберат опозицијските гласови на изборите на 15 јули, каде што опозицијските партии освојат многу повеќе гласови од власта на изборите во Штип, значи Христијан Мицкоски треба да биде оптимист и треба да биде фаворит на изборите во Штип. Што прави Христијан Мицкоски? Ги бойкотира изборите во Штип. Тоа е човек кој бойкотира све, бидејќи не верува во своите капацитети и своите способности. Тоа е таа зихарашка филозофија. Со таква филозофија тој никогаш не може да победи на било кои избори во Република Македонија. Затоа се обидува преку овие танге, франге, претумбување во одредени коалициони мнозинства да може да направи влада, бидејќи само со влада, само со помош или со поддршка на судиите, тој може да победи на било кои избори во Република Македонија. И тоа го гледа членството, знаете. Вие можете да го лажете членството, односно членството самото се лаже, бидејќи членството е 11 години научено на власт. Членството е 11 години научено на дополнителни пари, на тендери, на вработување и така натаму и така натаму. И сега тоа 4 години го нема. И тоа членство, кога вие ќе му кажете дека ќе дојде на власт, тоа знае дека вие го лажете. Тоа знае дека тоа не одговара на вистината, меѓутоа само почнува да се лаже бидејќи сака и самото да верува во таа вистина. Бидејќи ако не верува во таа вистина, ќе треба да се соочи со болната реалност, а тоа дека ВМРО ги има изгубено 5 последни изборни циклуси во Република Македонија. И ви на тоа членство сега треба постојано да му давате нови лаги, да му дадете нови ветувања. Ако не успевте сега да направите влада, вие мора да му дадете ветување дека тоа не сте го направиле бидејќи сте биле болни од корона. Дека Зоран Заев како мафијаш е искористил вашата болест од корона или од коронавирус и успел да му биде изгласана доверба во македонскиот парламент, што значи дека вие кажувате ако вие сте биле здрав, а вие не сте пратени во парламентот, меѓутоа ако Христијан Мицкоски бил здрав, тогаш немала да биде изгласана доверба на владата на Зоран Заев. Но сега кога ќе му помине короната, кога ќе биде повторно здрав, а тоа е за 2 или за 3 месеци, или после 90 дена повторно може да се гласа за доверба или недоверба на владата на Зоран Заев, сега кога ќе биде здрав Христијан Мицкоски, сигурно ќе падне владата на Зоран Заев. И тоа е на секое неисполнато ветување и вие давате ново уште поголемо ветување. Значи сте ветувале дека имате мнозинство, сте им ветувале на луѓето дека имате сигурни 61-62 пратеника, ама не барате гласање за доверба или недоверба на владата, бидејќи сакате да се обезбедите со 65 пратеника, да бидете бетон безбедни, дека нема да ги уцени да ги купи
и Зоран Заев. И Зоран Заев ве слуша 2 месеци како се фалите и вчера ви бара гласање за доверба на владата. И добива доверба на таа влада. И ви велите, јас сум болен од корона, затоа тој доби доверба на владата. Ама јас кога ќе оздравам еден ден, тој мафијаш ќе го симнам од власт во Република Македонија. И тоа неисполнето ветување на членството дека имате мнозинство и ќе формирате влада, се го заменувате со ново ветување. Кога ќе оздравите, ќе правите мнозинство за формирање на нова влада. И затоа ви требаат овие медиуми. Овие медиуми кај што се внесени, кај што влегуваат многу унгарски пари. Со тие медиуми вие треба таа лага да ја пласирате до секој член на вашата партија. Не треба да убедувате неопределени гласови или неопределените гласачи, бидејќи тие никош нема да гласаат за вас, но треба да ги убедите вашите лојални членови дека тие лаги кои не се исполнуваат, ќе ги замените со уште поголеми лаги, со уште поголеми ветувања. Тоа е суштината на владење на Христијан Мицкоски. Елно неисполнато ветување да го надокнади или да го смени со ново неисполнато ветување, па тоа неисполнато ветување да го смени со друго неисполнато ветување. А ако може да ги бойкотира локалните избори, да најде причина да ги бойкотира локалните избори и да остане на чело на ВМРО ДПМН, тој ќе е најсреќен човек на светот. И оној втор проблем на Заев, кој го заборавивме да го кажеме, и тој има проблем со легитимитет на бројки. Едниот проблем имаше дали ќе биде легитимитет или дали има легитимитет во македонскиот парламент и побара гласање за доверба на неговата влада. На 21 март СДСМ и Зоран Заев ќе имаат конгрес. За разлика од Христијан Мицкоски, кој конгресот го најавува за ноември после локалните избори, иако ги има изгубено изборите, нема отчетен конгрес. Зоран Заев, кој победи на изборите, има отчетен конгрес и тоа со непосредно гласање на целото членство. Евиденцијата е обновена на целото членство и сите членови на СДСМ сега ќе може да гласат на непосредни избори за избор на Зоран Заев. Да, нема втор кандидат, еден е изборот, само Зоран Заев се има пријавено на тој конгрес, меѓутоа на тој конгрес Зоран Заев ќе се го потврди својот легитимитет. Легитимитет како лидер на партија и легитимитет како премиер на македонската влада. Тоа истото требаше да го направи Христијан Мицкоски. Тоа цело време го кажувам изминатите неколку месеци. Вие мора со легитимитет дека ја контролирате партијата, но не на централен одбор, не на извршен одбор кај што се ваши членовите, кај што вие сте ги номинирале. Вие ги номинирате и тие ви гласа доверба. Туку на непосредни избори. Ова што го прави СДСМ требаше да го направи ВМРО ДПМН. Бидејќи ВМРО ДПМН секогаш била подемократска, помодерна, понапредна партија од СДСМ. И ако СДСМ била наследничка на комунистичката партија на Македонија, тогаш е нормално СДСМ да биде поконзервативна, позатворена, покомунистичка партија од ВМРО ДПМН. Меѓутоа со Христијан Мицкоски на чело на ВМРО ДПМН, да видиме честни, искрени, тоа почна од времето на Никола Груевски, ВМРО ДПМН станува многу позатворена, многу покомунистичка партија во споредба со СДСМ на Зоран Заев. Значи СДСМ на Бранко Црвенковски всушност е сега претопен во ВМРО ДПМН на Христијан Мицкоски. Пред неколку дена ја гледавте она дебата со Петар Бугаевски и со Лјупчо Ѓорѓиевски на телевизија 24 вести. И ние после таа дебата кај што го гледаме Лјупчо Ѓорѓиевски, сваќаме во кој правец отиде на партијата изминатите 15 години, изминатите 17 години, кога начело на партијата се наоѓаат Никола Груевски и Христијан Мицкоски. Ние преку настапот на Лјупчо Ѓорѓиевски, не велам дека се согласувам со неговите тези, само говорам за настапот. Преку настапот на Лјупчо Ѓорѓиевски свативме која е суштината на македонската десница, зошто е формирана ВМРО ДПМН и кој де факто е таткото, идеологот на таа ВМРО ДПМН. Бидејќи знаете кога вие говорите за ВМРО ДПМН, ви се јават 100 луѓе кои велат јас сум основач на ВМРО ДПМН. И од многу бабици се килави децата. Ние пред неколку дена после таа дебата на 24 вести видовме кој е идеологот, кој е таткото на ВМРО ДПМН. Тоа е Лјупчо Ѓорѓиевски. И во моментот кога таа партија се дистанцираше и почна да функционира различно од тоа што функционираше Лјупчо Ѓорѓиевски, таа партија изгуби својата идеологија, изгуби својата душа, својата боја и стана партија која е машина за освојување на власта. Со Христијан Мицкоски таа престана да биде и машина за освојување на власта. И сега таа партија ниту знае како да победи на изборите, а ниту пак има идеологија врз база на таа идеологија да добија нови членови. Уште две теми ми остана, почитувани гледачи. Вакцините, овој хаос, ова фијаско кое се случува со вакцините и односи со Бугарија. Сега сме некаде на 53-та, 54-та минута. Ако продолжам да ги анализирам тие тези, ќе стигнеме некаде до 2 сати. 2 сати говорење, 2 сати зборување, па и од мене би било многу. Вие ќе треба да седнете на мобилен телефон, да гледате 2 сати емисија во Центар. Значи темата за вакцините. Јас ова тема за вакцините и односите со Бугарија ќе ги правам следната емисија.
Следната емисија планирав да правам за конгресите на СДСМ и на ВМРО да помине, таа емисија ќе одложам за наредниот четврток, значи во недела во 22 часот, тема за вакцините, тема односите со Бугарија, ќе се обидеме да најме гостин. Вечерва требаше да биде гостин човекот кој беше тепан бидејќи е бугарин, човекот со потекло од Струмица, меѓутоа во 23 часот и 30 минути ден пред снимањето ми откажува. Од некои здравствени причини не можеше да се појави на интервју. Се надам дека ќе најме гостин со кој ќе можеме да говориме на тема дали бугарите се тепани во Република Македонија бидејќи се бугари или на тој начин прават одредена позиција, прават одредена фатаморгана, прават одреден спин за да покажат дека бугарите се всушност измачувани, се репресирани во Република Македонија и дека тие не се толку многу, не се 100.000 колку има добиено бугарски пасоши и бугарски државјанства, бидејќи имаме ние репресивна власт во Република Македонија. Ни Сашо Мјалков и Мизбег, они биле репресивна власт во Република Македонија. Те не можете еден човек кој е осуден на 12 години да кажат кај се криел 48 часа во Република Македонија, ама тие биле репресивна власт и може да направат операција 100.000 бугари кои имат бугарски државјанство во Република Македонија, да ги сведат на 2 или 3.000 на пописот во Република Македонија. И вие ќе верувате дека оваа власт на Зоран Заев може да спроведи таква операција, да ги одбугаризира бугарите во Република Македонија, не може Сашо Мјалков да кажат кај бил 48 сати. Ако не се појавеше човекот, нека може да го најдат. Таква власт влада е денес во Република Македонија. Црна Гора вчера доби вакцини од Кина, овие нашите нема табер да добиат вакцини од Кина. Тоа сакам да дебатирам и тоа во недела ќе го анализираме, ќе го дебатираме за бугарите и за вакцините. Гледате кое фијаско се случува во Република Македонија. Ние сме последна држава во Европа која не може да најде, која не може да набави вакцини. Црна Гора, внимавајте, Црна Гора кај што се случува преврат после 30 години паѓа владата на Мило Џукановиќ. Вчера црногорската министерка за здравство заедно со кинескиот амбасадор ги примат првата пратка на кинески вакцини. Кај нас уште не се знае кога ќе стигнат кинеските вакцини. Кој тие кинески вакцини да се некое писмо кое е пуштено без адреса, па лута секаде низ светот и не може да стигне во Република Македонија. Па крај на февруари, па почеток на март и така натаму, како во филмот Джекна е умрена, ама не знаеме дали се уште ќе биде жива. Тоа се случува сега со вакцините во Република. Тотален хаос, на тотално фијаско. Немам време тие работи да ги анализирам, нешто почнавме во недела во 22 часот ќе анализираме тоа. Во недела во 22 часот ново дружење, сум Васко Ефтов, почнувам гледачи, ако ви се допаѓаше емисијата, се гледаме во недела во 22 часот.